На скопскиот аеродром Александар Велики денеска слета првиот авион на Визер, кој пристигна од Будимпешта, со што беше одбележено повторно воспоставување на рутата од унгарската престолнина до Македонија. Авиокомпанијата ќе се обраќа 2 пати неделно, односно секоја среда и недела, со почетна цена на билет од 899 денари во еден правец. Со оваа дестинација Визер воведува нова авиолинија надвор од предвидените владини субвенции. Welcome to celebration of new route, Skopje Budapest. Воведувањето на оваа линија меѓу Скопје и Будимпешта од страна на Визер денес е важен чекор напред за македонското воздухопловство, бидејќи со ова се исполнува поборувачката на пазарот што остана отворена во изминативе 5 години, односно од февруари 2012 година. Со овој потек на Визер да ја воведе бараната линија Скопје-Будимпешта, ние сме сигурни дека патувањата ќе бидат многу полесни и дека нашите патници ќе бидат задоволни. Дополнително очекуваме оваа линија да придонесе за пораст на туризмот, како и за бизнис размена меѓу двете земји, Македонија и Унгарија. Министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски истакна дека во изминатиот период постојано се зголемува бројот на патници и на дестинации од двата македонски аеродроми, со што македонските граѓани сега може да патуваат директно до 39 дестинации во Европа и светот. Ако во изминатите години често говорам, пред 2005 година сме имали околу 17 дестинации, сега достигнуваме до едно рекордно ниво, односно околу 37 дестинации, што ќе можат сите граѓани да патуваат на секаде низ Европа и на другите делови од светот. Јас сум задоволен што постојано се зголемува бројот на патници, постојано имаме нови дестинации, но исто така е многу важно што Визер ги зголемува своите дестинации, но не бара дополнителна финансиска поддршка од владата на Република Македонија, односно од Министерството за транспорт и врски. Во првите 2 месеци годинава, бројот на патници на двата македонски аеродроми е зголемен за 9%, достигнувајќи над 238.000 патници. Очекувањата се дека до крајот на годината ќе достигне рекордни над 2 милиони патници.